Кандидатот за советник од граѓанската иницијатива за наше Куманово Николај Павловски денеска на пресконференција обвини дека поединци од централната власт и членови на раководни функции не само што се служат со притисоци врз граѓани и членови на граѓанската иницијатива, туку како што рече, тие се служат и со лаги и дезинформации кои имаат за цел да направат штета врз угледот на кандидатите, само за да добијат глас плюс повеќе. Дезинформира дека сме правеле притисок врз вработени во јавната администрација и сме ги злоупотребували институциите во пресред на изборите. Не обвинува дека кандидат за советник вршил подкуп за гласови, но од самата снимка јавноста јасно виде дека станува збор за притисок и организиран напад врз наши советници. Лага е дека Димитриевски возел нерегистрирано возило како најнова дезинформација која ја пласира кандидатот за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, Оливер Илиевски, само за да победи на изборите, е наводната коалиција со ВМРО ДПМН за распределба на јавни предпријатија. Нашата граѓанска иницијатива за наше Куманово нема направено коалиција со ниту еден политички субјект. Павловски посочува дека во првиот круг добиле поддршка од граѓаните затоа што веруваа дека нивниот концепт е вистинскиот избор за кумановци. Граѓаните добро знаат кој е нивниот сегашен и иден градоначалник и тие повторно посилно на 31 октомври ќе му ја дадат довербата на Максим Димитриевски. Граѓаните сакаат да слушнат што ќе биде сработено во следните 4 години. Тие сакаат да бидат сигурни дека ќе имаат градоначалник и општина кои вистински ќе се грижат за нив. Политиката е надпревар на идеи и визии за подобрување на состојбите, а не за црна пропаганда. На 31 октомври победуваат граѓаните и концептот за наше Куманово, со што ќе бидат поразени оние кои што целата кампања ја имаат насочено кон црна пропаганда, притисоци, дезинформации, порачува Павловски.